Дилемата дали е поважно прашањето или одговорот всушност не е дилема за сите оние кои сакаат да ги истражуваат нештата што се случуваат околу нас и да дознаат што се случува во општеството, во државата, севкупно во животот. Многу побитно е да се постават прашањата отколку да се добијат одговорите, односно многу побитно е да ги истражиме феномените за да разбереме што всушност ни се случува. Минатата емисија на Што беше муабетот со колегата Арсим Зеколи, историчар на уметност, отворивме теми кои се истовремено и актуелни, меѓутоа истовремено и длабински теми во кои се обидовме да ги поставиме прашањата на начин на кој вообичаено не се поставуваат прашањата. Овој пат мој соговорник е исто така човек кој можеме да го наречеме дека е од сферата на културата, архитект, доктор по филозофија, филозофски науки, човек кој претпоставувам дека многу повеќе сака да истражува, да ги гледа различните агли на нештата, да ги поставува прашањата и да трага по одговорите, и се надевам дека денеска ќе имаме интересен муабет. Јордан Шишовски и јас, Никица Корубин. Јордан, ќе дозволите да разговараме можеби на ти, да воспоставиме една динамика и да бидеме на некој начин и поинтересни за гледачите. Многу теми го тангираат нашето секојдневно живење, многу прашања луѓето околу нас секојдневно поставуваат на кои всушност и не добиваат многу одговори. Многу заблуди има за жал, многу предрасуди, многу говор на омраза и многу антагонизам. И тоа за теми кои во суштина треба да бидат на некој начин да кажеме свети теми или теми кои не би требало да ги преиспитуваме и индивидуално како личности, меѓутоа и колективно како општество. Теми кои буквално на некој начин не само што го блокира не само што ја блокира функционирањето на државата, туку на еден начин го замрзна општеството во една јас често пати велам во една статус-кво состојба, една непроменлива состојба, каде што во моменти кога вие си го приспитувате сопствениот идентитет, етнички, колективен, дали е тоа всушност главната опасност за самиот идентитет или за самата наша самодоверба, јас би рекла, како индивидуалци. Еве да отвориме темата која најчесто се злоупотребува во јавниот етер и во јавниот простор и во наративот кој се гради. Тема која е повеќе слојна, значи нема и денеска не е намерата ние да дефинираме што е тоа идентитет на една нација, што е тоа идентитет на еден етнос, што е тоа државен и така натаму идентитет. Меѓутоа да отвориме некои теми или да им пристапиме на еден поинаков начин на кој можеби, туку сигурно не се пристапува во јавниот простор. Што за тебе, Јордане, односно дали според тебе постои флагрантна злоупотреба на идентитетските прашања кај нас? Добар ден, првин, благодарам на поканата. Среќен сум што имаме можност да разговараме за теми за кои обично не се зборува, посебно по медиумите. Нашите медиуми се генерално во трката за кликови и гледаност се затворени во дневна политика и во драмите на политиканството. Сметам дека постат многу побитни теми, како што минатиот пат ги зачнавте со Арсим, теми кои што се многу побитни за идентитетот. На прашањето на приспитување на идентитетот, мислам дека тоа е клучниот аспект. Суштината на идентитетот е во неговото приспитување. Идентитетот е нешто кое што ние го имаме како огледало кое што постојано се навраќаме на него и постојано се приспитуваме. Значи секој идентитет, секоја нација, секој народ, секој, да речеме, верски идентитет, така секој идентитет се приспитува и секоја генерација се носи свој дух. Така што затоа мислам дека не само што е потребно, туку е нужно да се преиспитува и нужно е постојано да ги поставуваме прашањата со цел да се себе откриваме постојано, бидејќи секоја генерација во основа се себе открива преку поставувањето на тие прашања. Дали всушност мислиш дека
ова е преиспитување на идентитетот што се случува, мора да внесеме малку политички теми, еве, меѓутоа да ги обработиме малку подлабенски. Дали всушност барање на така наречени гаранции за идентитетот е злоупотреба на идентитетот или вистинска потреба за заштита на идентитетот и како всушност би можел политички да се заштити идентитет на еден народ? Може би треба да направиме малку разлика што е тоа национален идентитет, бидејќи мислам дека намерно се мешаат термини кои суштина не одразуваат реалноста. Знаете, кај нас зборат често пати за националниот идентитет, а всушност мислат на етничкиот идентитет. Од друга страна, националниот идентитет е сепак врзан со државата и со формата на државност или на сите постулати кои би ги имала една држава. Дали мислиш дека постои вистинска грижа за идентитетот или идентитетот всушност е инструмент за остварување на некакви си други цели? Сега ирелевантно е кои се целите, иако е битно во целата приказна кои би биле тие цели, меѓутоа дали мислиш дека идентитетот е всушност злоупотребен? Идентитетот дефинитивно е злоупотребен, не само кај нас, значи ова е прашање за да речеме во Бугарија, која започна овој спор, всушност тој не започна во времето на владата на Борисов, тој започна со децени наназад, меѓутоа тогаш ескалираше во блокирањето на Македонија. Тука излезе на виделина во бугарското општество и многу често политичарите знаат да заматат очи, да зацкријат нешто, тоа нешто најчесто се коруптивни скандали кои што после излегоа со владата на Борисов, нели? Ги замачкаа да го насочат вниманието, не гледајте овде, гледајте таму, македонците. Исто и со Грција. Јадовно читав текст на еден грчки антрополог, социолог Акис Гаврилидис, кој што зборува за македонскиот проблем и он се шокирал, кажува, во Солунчанец, инаку, 90-ти години, кога се појавува македонското прашање, одеднаш луѓе кои што не сум ни знал, одеднаш луѓето почнуваат да се интересираат за историјата, за идентитетот, за зошто е тоа така. Подоцна видовме зошто е така. Така, и гледавме целата катастрофа економска во која што влезе Грција. Така што пак политичките елити го насочуваат вниманието. Меѓутоа постојат и реални аспекти. Значи секогаш кога се искористува нешто, секогаш постои одреден недостаток кој што они го искористуваат. Кај нас постои одреден недостаток во однос на идентитетот и тоа е поврзан со нашата недоволно разбирање на тоа што сме ние и кои сме ние како идентитет, каков е нашиот идентитет, и мислам дека тоа е клучен аспект. Мислам дека имаме одредено извртување и затоа имаме барање за некаква заштита на идентитетот. Мислам дека клучниот идентитет ни е проблематичен, а тоа е дали сме ние робови, поробени, или сме слободни граѓани со сопствена држава. Ако си поробен, ти бараш гаранција да не те тепа газдата. Бараш гаранција од некој друг нешто за себе. Ако си слободен, тоаш ти гаранцијата ја бараш само во себе. Никој друг нема тебе да ти каже кој е твојот идентитет. Тука е, мислам, клучниот првиот пресвртен момент кој што го имаме како проблем. Ние се уште не сме свесни, не сме разбудени од сонот, догматскиот сон, така натаму, дека ние сме всушност слободна нација која што има сопствени институции кои што размислува за самата себе си. И затоа има некои сили кои што бараат некакви гаранции. За мене тоа е комплетно абсурдно. Дури и борбата за името, да речеме, за мене е повторно абсурдно. Тоа е некоја бирократска заврзлама која што се разрешува, која што ни отвара можност за пасош и така натаму и некои небитни аспекти. Идентитетот не е поврзан дури ни со името. Идентитетот е нешто по-длабоко, тоест по-длабоко себе разбирање на еден колектив, кој што не се сведува само на име или само на тројца историски личности. Така е. Дали всушност гаранциите, убаво забележа, барањето на гаранции всушност е како барање на дозвола. Да. Така ние бараме дозвола, кои сме, што сме, ама таа дозвола или тоа прашање да ни го одговори некој друг. Значи ако некој друг каже дека сте тоа, ние ќе бидеме тогаш сигурни дека сме тоа, инаку ние не сме сигурни што сме и како сме. Да, добра паралела. Претпоставам дека мислеше на робови, ментални робови или ментално слободни. Сега од што тоа би зависело, да кажеме, 35 години, точно да, 35 години оваа година, независна држава, мислам дека не е мал период,
доколку како народ, иако не сакам да генерализирам во името на народот, се разбира, ние збориме сите во наше име, меѓутоа мислам дека е доволна држава, еден колектив, тој термин да го потребам, или еден народ, или една нација, сеедно, не да се приспита себе си, туку да се убеди себе си дека има држава, дека е своја на свое, дека тргнува од некоја почетна точка 91 година, која за нас не е почетна точка, туку е некаква транзицијска точка. Дали тоа значи дека според тебе ние не сме докрај знаеле или не знаеме или ни се наметнува дека не знаеме што сме биле и пред 91-та година, па ние имаме потреба да изградиме некаков идентитет етнички, политички, иако тоа се различни работи од 91 наваму, или тоа е нешто што се провлекува со градење на едно општество кое формално треба да биде демократско, ама суштинско е само глумење на демократија. Кој има потреба од тоа ние да не знаеме што сме? Не верувам дека ние лично, ако себе си се праша секој еден од нас, дека не знае што е. Меѓутоа, некако наратив официјален јавен е дека ние практично не знаеме што сме или мора да бидеме мора да има точно определена дефиниција што е тоа македонски идентитет. Нашата независност, нашата слобода, формална е од 91 година, меѓутоа таа е од Асном, всушност, како засебен идентитет со сопствени институции, со сопствени медиуми, вестници, со сите инструменти кои што една нација ги има за може да се разбере себе си. И ние го имаме изградено сето тоа. Меѓутоа би рекол и уште порано, значи тоа себе разбирање трае уште канализирано преку главната институција пред Втората светска војна во која што се канализира е револуционерната организација. Во рамките на која што всушност се формира идентитетот и подоцна процветува и на крај ги дава конечните плодови со независноста од 91 година. Она што се случува низ оваа траекторија е уникатна патека по која што се движи нашиот идентитет. Уникатна споредбена со останатите балкански народи. Ние сме посебен народ од останатите. Сепак, оно што мислам дека главниот проблем е што почнуваме во сета таа различност, почнуваме да сакаме да бидеме како другите. И почнуваме да градиме различен идентитет отколку што е нашиот автентичен идентитет. Постојат различни маркери на идентитетот. Например, за некои народи тоа е генот. Така, значи, јапонец роден од јапонски родители, пораснат во странство што не знае збор јапонски, кој ќе се врати во Јапонија, ќе биде препознан како јапонец. Француз од французи родители роден во странство што не знае збор француски, во Франција нема да биде препознан како француз. Обратно, сенегалец роден во Париз, кој што зборува течно француски, интегриран во француската култура, ќе биде препознан како француз. Значи, за французите маркерот е нешто друго отколку за јапонците. Сиграме мајта вчера гледав и реклама за Италија. Во Италија кетчап на пица ако се стави, италијаните се возбудуваат. Тоа е како за нас да... Тоа за нив идентитетска одредница. Тоа е како за нас да историте кетчап на ангелот од некоја црква, од Корбинова, така. Тоа е шокантно за нив, бидејќи за нив идентитетот е врзан за кулинарството, врзан за музиката и така натаму. Така што постојат различни аспекти и не постои еден универзална приказна што значи да се биде идентитет. Што значи да се биде припадник на некој етнос, да кажам. Така, имате етноси кои што немаат свој јазик, например. Кои што имате силен идентитет, најсилниот идентитет во Европа е австрискиот, они зборат германски јазик. Така. Постојат други, ирците да речеме, они го имаат својот ирски јазик, меѓутоа сите зборат англиски, но се цврсти ирци, така. Секој народ си има некоја своја патека, идентификациона точка. И своја патека на себе разбирање. Генерално во однос на нациите, кои што се од 19 век наваму, постојат две генерални патеки на формирање на национален идентитет. Едниот е етнонација. Тоа е германскиот модел. Значи, постои етнос, германски етнос, кој што се бори за држава, се обединува или се ослободува и формира држава и формира нација. Тоа е едниот пат на стекнување на национален идентитет. Сите балкански народи околу нас го имаат тој германски
модел. Но постои друг модел, тоа е францускиот модел, кој што е обратен. Првен постои регион, територија, која што се формира држава, главно по пат на револуција, и таа држава формира идентитет и тој идентитет формира етнос. Прашањето, например, што се французите? Името француско, Франки е германско име. Јазикот им е романски, генот кој е францускиот, така они се келти. Да, генот но, е, ако одиме назад во историјата, така е. Кој се генот, кој е етносот француски? Така. Не е само французите, постојат и други народи, многу други народи, да речеме, еве ги австриците, холандјаните, нивниот јазик е практично германски, но они имаат посебна политичка формација која што се формирала сопствен идентитет. Така, јазикот и културолошки феномени не мора секогаш да биде идентитетски репер, еве да кажем, или белег. Да. Црквата, религијата, така натаму. Не секогаш се исти, има некои народи во кои што религијата е битен фактор, кој некој не е битен. Да речеме, кај албанците имаат они сосема небитен фактор на која верска припадност припаѓа албанец. За нив е небитно. За србите е битно. Да се биде православен, значи да се биде србин. Спомена нешто што мислам дека е многу битно, а тоа е регионалниот идентитет. Затоа што мислам дека постои големо неразбирање. Прво мислам дека треба сепак да се има некаква минимална историска наобразба, еве така да кажам, за да си разбереме сопствената историја, преку тоа претпоставувам и можеби да имаме појасна слика кога зборуваме за овие прашања. Идентитетски прашања, еве така да ги наречам. Точно во случајот на Македонија, на македонците, регионалниот идентитет е исклучително битен и важен, затоа што просто е таква историјата кај нас, не затоа што е нешто ексклузивно, нели, ексклузивно уникатно за нас, па сме посебни во тој поглед, меѓутоа навистина Македонија како регион не може, односно не може да кореспондира секогаш со идентитетот на она што ние денеска го нарекуваме и нели државата која е сепак ограничена територија на она што е историскиот регион Македонија. Меѓутоа регионалност условно кажано или локалноста на тој идентитет на никој начин претпоставувам не намалува силината на етничкиот идентитет. Зошто имаме потреба, односно кога велам ние, зашто општеството, еве да кажам, има потреба да ја монополизира на некој начин историјата на Македонија или да го монополизира регионот на Македонија кој припаѓа и на други држави, реално, нели е составен дел на современа Бугарија, на современа Грција, делумно современа Албанија, делумно Јужна Србија, значи историскиот регион Македонија денеска го делат повеќе држави. Дали инсистирањето на монопол на, еве да кажеме, регионот, историскиот регион, културолошки, секаков монопол, е еден од проблемите зашто ние имаме проблем да го разбереме идентитетот или на некој начин да ја разбереме позицијата на Бугарија и Грција кон нашиот идентитет или кон нас. Што мислиш, дали има тоа некоја улога? Има улога, но треба исто да нагласиме и затоа е многу битно да познаваме историјата и затоа за жал кај нас се зборува толку многу за историја, а многу малку се познава историјата, многу малку се објавува за историја, ако сакам јас да ги најдам писмата на Гоце Делчев, да речеме, дали бил македонец или бугарин, сега тоа дебатираме, не можам да ги најдам. Ги нема објавени на македонски јазик. Многу малку работи има објавено на македонски, многу малку изворни документи и многу малку толкување. Многу малку различни перспективи. Така имаме некоја стандардна и имаме, за жал, историчарите се гледаат себе си како во религијата апологетите. Така целта на историчарот е да одбрани името, идентитетот, наместо да бара вистината. Така. Кога ќе најдеме вистината нели ќе не ослободи, бидејќи она што е интересно во нашата историја, ако се свртиме наназад, нашиот идентитет не е само регионален. Значи, овој вториот модел што рековме, францускиот, или моделот на политичката нација, тој започнува од регион и македонскиот идентитет започнува од политичката празнина на источното прашање, кое што подоцна станува нели македонско прашање, што да се прави со територијата од Османлиската империја во Европа. Што преостанало. Меѓутоа тука се формира едно движење, политичко движење. И многу бргу во таа борба македонскиот идентитет, значи постојат повеќе македонски идентитети. Така, ако отвориме црковна историја, кога ќе кажеме македонците ова она, се однесува на
во црковна историја македонци се мисли на персиска секта, на некој персиски Да, името херетик означувањето на Македонија, односно на македонци, се менува Многу низ историјата идентитети има. и варира. И постојат паралелни идентитети, значи постои и регионален идентитет, постојат грчки македонци, постојат бугарски македонци, така. Ние кога зборуваме за македонски идентитет, зборуваме за овој наш, кој што е започнува територијата, меѓутоа таа територија формира политичко движење, тоа движење формира политички идентитет, кој што е многу силен. Значи толку силен во текот на 20 почеток на 20 век ние имаме луѓе од Бугарија дојдени од значи што немаат врска со Македонија, се идентификуваат како македонци, се борат за Македонија. Како денеска да речеме луѓе што идат, Шон Пен требаше да добие како се вика Оскар. Он отиде во Украина. Он нема ниту потекло украинско, ништо нема со Украина. Меѓутоа има нешто во украинската борба што него го поврзува, го возбудува, да речеме. Тоа е подоцна во историјата шпанската борба. Ние имаме голем број на македонци шпански борци. Дел од нив се социјалисти, дел од нив се републиканци, кои што идат да се борат за правдата против фашизмот. Така и во Македонија се формира таа револуционерна свест и се формира многу уникатна револуционерна републиканска идеја. За разлика од сите други околни народи што формираат кралства, кај нас нема ни идеја за кралство. Така, ние формираме република. Нема идеја за монархија, Нема. аз живееме во монархија. Апсолутно, и се бориме против непријателот, против тиранот, така. И тоа не е етничка борба, што исто така треба да се... Добива и идеолошки димензии веќе. И со тоа се формира многу силен идентитет кој што треба да го следиме, треба да се вратиме кон него и кој што има неколку аспекти. Едно е републиканството, второ е федерализмот. Значи федерализмот е македонците во таа борба они се борат за Балканска федерација. Значи они не се борат за држава Македонија да се ослободи од другите, да се ослободи, да биде автономна и да биде дел од еден поширок контекст. За нас денес тој поширок контекст е Европа, така. Така што македонизмот нужно е и проевропска, е упатен кон регионот и кон соседите, по некоја целина. И не е ексклузивен, е инклузивен, значи ги вклучува сите. Чисто за споредба, да го правиме, бидејќи не сме единствени сме на Балканот, меѓутоа постојат други нации. Многу интересно се отвара таа дискусија во Украина. Во Украина го има таа дебата кога Галиција, дел од Украина, е под Австро-Унгарија. И тука добиваат слободи, успеваат на свој јазик да си пишуваат публикации и така натаму и дебатираат. Дебатираат за тоа кои сме ние, за себе си украинците, што сме. И има две струи. Едната струја е селски или да го наречеме селјачки национализам, кој што вика ние украинците сме посебен народ, ние православни и унијати, сите други не се украинци, треба да ги избркаме. И они ги тероризираат пољаците и евреите. Меѓутоа тука Вјачеслав Липински излегува, кој што е пољак, излегува вика не, ние украинците сме сите што живееме во Украина. Подоцна Драгоманов, кој што е социјалист пак, излегува вика не, он е многу сличен на Гоце Делчев по неговите космополитски убедувања. Граден космополитски национализам и денешната Украина е формирана врз основа на таа идеја. Затоа они се борат за екзистенцијална битка за својата држава. Начело имаат евреин кој што е руски говорител, мајчен јазик му е руски, а началникот на генералштабот е генералот Сирски е русин, роден во Русија, во Владимирска област, кој што добил прекоманда во времето на Советски сојуз во Украина, неговите родители живеат во Русија. И ако ги следите дискусиите на помеѓу украинците, многу го критикуваат, нигде не излегува дискусијата дека он е русин. Така. Не го прави ништо помалку тоа украинец од другите украинци. Да, и на ист начин и македонизмот историски е свртен. Затоа во уставот на ВМОРО пишува: член на организацијата може да биде секој македонец и одринец, без разлика на народност, вера и така натаму. Значи македонец се мисли не етнички македонец, се мисли секој што живее тука. Секој што живее во регионот Македонија. Паролата Македонија на македонците значи тоа? Тоа не значи. Тоа значи исто како да кажеме тетово на тетовчаните.
а не на гостиварчи. Така. Со Тетово треба да управуваат тетовчани, а не гостиварчани, не битолчани, не скопјани, така. Така Македонија на македонците во таа смисла е општа, значи македонската нација е во својата конституција политичка нација. Проблемот што настанува, мислам, е во рамките на Југославија. Значи, ако ја гледаме и нашата историографија, првенствено ги разбира овие аспекти. Ги интерпретира и ги објаснува. Меѓутоа, подоцна имаме, посебно во 80-тите години кога се појавува тој југословенски национализам, и кај нас се појавува идејата сакаме да бидеме како другите, и се обидуваме нормите на другите национализми, конкретно на српскиот национализам, да ги пресликаме кај нас, да изградиме национализам по урнек на српскиот. И затоа бараме црква, како они што имаат црква. Секој народ морал да има црква, мора да има јазик, мора да има. И се врзуваме за некаков ген, за некаква генетика, и во минатото го бараме тој ген, и бараме цар Самуил, Александар Македонски, и бараме некоја генетско потекло. А нашата суштина, нашиот ген, политички да се каже, не е генетски, туку е политички. Да, тоа е разликата меѓу етногенезата и политичката нација. Да. Неодамна слушав едно интервју со Александар Палавестра, познат српски историчар на уметност, археолог, и искористи еден многу интересен термин што мислам може да се употреби секаде, а тоа е дека практично секој, тој веројатно зборува за србите, за случувањата кај нив или за нивната перцепција на историјата, дека се обидува секоја држава или секој наратив да го колонизира на еден начин минатото, односно да проектира минато кое реално никогаш не постоело, меѓутоа кој одговара на сегашноста. Дали ние практично нашиот историски наратив, нашиот државен национален наратив на тој начин го, еве ти сега го спомна тоа, нели хронолошки од кога почнува во пранешна Југославија, дали ние создаваме една вештачка слика, односно сакаме да создадеме, да проектираме во минатото една вештачка слика за нешто што е наше минато, што де факто не мора и секогаш да кореспондира со историските факти, меѓутоа кореспондира со некоја идеална подобна слика за тоа што треба ние да бидеме, односно што се подразбира како македонец. Тоа е првото, а второто, дали историските факти се клучни во изградбата на идентитетот или не? Дали значи ние идентитетот го градиме според тоа што реално е, односно познавањето, чувството за самиот себе си според тоа што историски реално е, а не според тоа што ние сакаме да биде. Гоце Делчев е добар пример за тоа што ние претпоставувам дека некои ликови кои се битни за нашиот наратив си ги представуваме на начин на кој што ние сега си ги толкуваме, а не како тие се чувствувале или што мислеле за себе. Многу малку се обидуваме тоа е де факто задача на историчарите, да го прикажат контекстот на времето и да го односно да го фатат, да го сватат контекстот на времето и да го анализираат според тоа, сите случувања или настани да ги анализираат според тој репер. Кај нас тоа речиси целосно отсуствува. Ајде да кажеме во јавност или луѓе што се лаици или што и не мора да толку да се потпираат на некакви историски факти. Меѓутоа зошто такви да кажам фалсификати или манипулации кај луѓе кои мора да се потпрат на вистината и на фактите, односно вака да го формулирам. Дали Гоце Делчев ќе биде за нас помалку важен и помалку битен ако прифатиме дека тој се декларирал како бугарин, а не како македонец, затоа што тоа не одговара на нашата слика за тоа што треба да биде македонецот? Тоа е супер прашање, значи треба да ги распакуваме, значи повеќе теми се отворени, да, од аспектот на изворниот македонизам, Македонија како политичка нација, Македонија како републиканска идеја поврзана со францускиот идеал на републиката, универзална, космополитска република, апсолутно е небитно дали Гоце Делчев се идентификувал себе си како бугарин. Апсолутно е небитно. На крајот на кршата не може да влијаеме ние на тоа. Ама ние само што не можеме, за нас денеска тоа е небитно. Пито Гули бил влав, така. Меѓутоа дали некој го декларира како влашки револуционер? Апсолутно не. Он е влав кој што е македонски револуционер, се бори за македонската идеја. Во оваква космополитска смисла. Дури да прифатиме дека Гоце Делчев бил бугарин, и ако не знаеме што значи бугарски, како што рековме, има повеќе македонски идентитети. Има и повеќе бугарски идентитети. Дали бугарин значи член на бугарската екзархија? Дали значи припадник на бугарската
не знаеме што точно мислел он и не е тука да го прашаме, немаме ни доволно информации. Дури да кажеме дека он бил бугарин, за нас е тоа небитно. Бугарите нека си го пишуваат како бугари. За нас битно е дека зашто Гоце Делчев се борел. Наполеон е корзиканец, италијан. Ама дали он италијански државник или француски државник, така. Вашингтон е англичанец. Абсурдно е да го наречеме англиски револуционер, така. Џорџ Вашингтон е американски револуционер. Во таа смисла и Гоце Делчев е наш. Сега, оно што е битно е во однос на историјата уште два аспекти кои што треба да ги разграничиме. Значи, првиот аспект е секој народ кој што има своја независност, кој што има институции со кои што прави авторефлексија, ги толкува работите од својата перспектива сегашна. Да речеме, после овој разговор, ако пишуваме дневник, двајцата ќе запишеме сосема различно оваа средба, бидејќи различни работи на нас ни се во овој момент битни од овој разговор. Исто и во однос на историјата. За македонците, за денешната Македонија, битен е републиканскиот аспект на Гоце Делчев. А тоа дали бил бугарин, дали бил унијат или православен или атеист, така, или дали бил навивач за некој фудбалски клуб во Софија, кај што бил на... Така, за тие идентитети за нас се денеска небитни. Може би за бугарите е битен тој аспект и нека си го пишуваат тоа. И затоа да речем, јас сметам дека ние не треба да навлегуваме дури ни во дискусија и да ги разграничуваме велико, овој бил наш, овој бил ваш, овој бил заеднички. Така. Исто и во однос на заедничката историја, уште нешто што би сакал да нагласам. Бугарската страна инсистира за дека сме имале заедничка историја до 45-та. Не, ние имаме заедничка историја до 1778 година. Кога се формира бугарската држава, се формира граница помеѓу Бугарија и Македонија. Луѓето што живеат од таа страна на границата влегуваат во имаат медиуми, имаат весници, имаат историска наука, градат модерна нација. Значи, дури и да кажеме дека овие другите исто се нарекувале себе си бугари, они не се дел од бугарската нација. Они се сосема надвор од тие интелектуални... Тој период веќе на формирање на нации кои не може да бидат исти со етносите кои биле дел од различни политички, да кажеме, структури предходно. И идентитетот е различен. Проблемите се различни. Овие се жалат од бугарскиот цар, овие се жалат од османлискиот цар. Так, различни даноци плаќаат, едниве се слободни, другиве се подчинети дими, што се плаќаат посебен данок, консултанот и така натаму. Проблемите се други, идентитетот е друг. Зошто не плаши заедничката историја или, еве да кажеме, блискоста? Според тебе конкретно со Бугарија или со бугарите. Факт е дека има заедничка историја, јас велам дека се разбира дека има заедничка историја. Прво, регионот Македонија опфаќа и во различни периоди, тој не секогаш има, нели, ние зборуваме како да е една територија Македонија географска целина, дека таа од антички или од протоисторискиот период до сега е нечепната. Фактите се сосема различни. Меѓутоа се разбира дека постои заедничка историја, не во смисла само дека сме дел од исте, дали сме дел од Османлиското царство, од Римското, Источното Римско царство, од Византија или предходно од Античко Македонско кралство. Не е само тоа сличноста. Сличноста е и прво географијата е една, обичаите според тоа се релативно слични. Денеска ние имаме слични обичаи и со грците и со бугарите, независно тоа што сме различни нации, различни народи, различни етноси. Зошто не плаши сличноста? Односно, зошто македонците би ги плашала сличноста со бугарите, а не ги плаши сличноста, например, со србите или со, не знам, во поранешна Југославија сме се идентификувале, можеби, како југословени, сме граделе некаква сличност со другите. Зошто конкретно ова не плаши? Сличноста со бугарскиот јазик, сличноста со бугарскиот етнос или сличноста во обичаите, сличноста во говорот. Зошто сличноста би не плашала? Сличноста ја имаме, зашто првин во однос на јазиците и лингвистите зборуваат за како се каже диалектскиот континуум на јужнословенските јазици. Реално не постојат јужнословенски јазици. Да, тоа се одиме од секој наредно село за малку е различен диалектот и на крај ние поставуваме
Да. Ние всушност користиме термини што ги воспоставила науката. Така ние зборуваме во научни термини, не зборуваме во она како било. Така ние зборуваме во дефинициите што науката ги поставила за минатото. И тоа луѓето често пати не може да го разберат. Така е. И одлуките политички зависат врз сегашното. Одлуката на кога се формира српската држава, Вук Караджич го став центарот на, значи исто така имаме диалектен континуум таму. Он можел да каже ќе градиме српскиот јазик врз основа на диалектите во средина на Србија или во Белград. Не, он го става центарот на српскиот јазик го става во Херцеговина, надвор од Србија. Зошто? Затоа што ако ставите шестер, можете да направите круг во кој што влегува и Хрватска, и цела Босна и Херцеговина, и Црна Гора, и цела Србија. Значи, они веќе имаат визија за кралството на србите, хрватите и словенците. Да. И затоа денес имате 4 јазици кои што се базирани на еден ист диалект и кои што си имаат своја посебен пат. Ако е политички некоректно да ги наречете како еден? Лингвистички се еден, но сега политички можеме да ги наречеме. Но, да речеме, кај нас ситуацијата е сосема различна. Во Бугарија, кога Бугарија се формира како сопствена држава, они имаат повеќе промени на јазик и на правописот и така натаму. Центарот не го ставаат во, да речеме, Пиринска Македонија, стварно постои континуитет. Значи, они не размислуваат за Македонија како дел од една иста бугарска, да речеме, идеја, туку го стават на најдалек од нас, значи на исток. Таму е центарот на диалектот врз основа на кој се формира бугарскиот литературен јазик. Зашто за македонците било тешко да го научат и оделе во училиште, мислам пак е разбирлив јазик, ние можеме и руски и полски да научиме, но е многу потешко. И ги смевале и во старт се формира одреден вид на имаме македонски дејци кои што се бореле за формирање на заеднички јазик. Имаме дебати во списанието Македонија, Славејков ја прави таа дебата, кој што вика не, тоа ќе биде чудовиште ако измешаме македонски и бугарски. Они викаат треба да има еден јазик. Така што одлуките се надвор од нас, значи некој друг ги донел, конкретно во да речеме грешки во бугарската разбирање за себе си, да речеме, кои што се одразиле и врз нашето себе разбирање. Затоа после во Втора светска војна, дури и македонците што се декларираат себе си како бугари, значи оние Ванчо Михајлов, кога се обидуваат да прогласат пробугарска држава, тоа прогласот го прават на скопскиот диалект, не на бугарски литературен. Затоа што и оние што се идентификувале како бугари во Македонија, веќе имале посебна самосвест, да речеме. Така што, сега, проблемот, вториот аспект на ова композитно, комплексно прашање, е и во однос на судирот помеѓу двата национални концепта. Етнонационализмот наспроти политичката нација. Идентичен судир гледавме помеѓу Русија и Украина, кога Владимир Путин објави истите говори за украинската посебност, дека се измислен народ од Коминтерната, исто како што Каракачанов зборуваше за македонците. Идентични. Тој судирот на тие два различни идентитета и неразбирање дека другиот е различен, си има собствена посебност во разбирањето. И од Бугарија го има тој аспект на неразбирање дека нашата траекторија е поразлична. Потребно од таа страна да се каже, окей, ова е посебен народ, си има своја историја, да поставиме чекор, но од друга страна проблемот што овој спор го наметнува кај нас е што го ја блокира можноста за себе преиспитување. Овие прашања денеска ние не можеме да ги поставиме бидејќи ни се наметнати од надвор како некакви идентитетски... Јас тука не се согласувам, мислам дека напротив, дека овие прашања и се отворија само поради... можеби се отворија на еден начин што не дозволува здраво преиспитување, затоа што го доживуваме како напад, а не како шанса или можност да се преиспитаме. Меѓутоа, дали мислиш дека Бугарија, бидејќи го отвори тоа прашање, всушност сака да наметне некој свој став во смисла вие сте дел или имаме тука етничка сличност или етничка идентичност, без разлика што сака, или сака практично од нас да не ја негираме комплетно различност
сличност, значи да признаеме на некој начин, не знам дали користам вистински збор, бидејќи нема што тука да признаваме, сепак нели сме различни држави, меѓутоа на еден начин да не ја негираме толку сличноста со или за они и формулирано и така во договорот заеднички споделена историја. Што е намерата? Намерата е целосно на некој начин да не поразат, да кажем, или да наметнат свој наратив, или од друга страна реагираат на нашето негирање на тоа што де факто е еден наследен наратив. Значи тоа не е изворно наш наратив, е наследен од една пранешна, односно од пранешна Југославија, и често пати велам тоа имало логика во пранешна Југославија. Вие нормално дека ќе направите наратив што ќе кореспондира на таа држава, не може да очекувате чисто, да кажеме, македонски наратив по наша мерка. Меѓутоа, што мислиш дека е идејата на Бугарија? Дали Бугарија во тој смисол е непријателски или пријателски всушност се расположена кон нас? Мислам дека најголемиот непријател за нас во однос на размислувањето е да размислуваме бинарно. Да ги третираме луѓето како... Да, извини, уште нешто. Да. Дали тоа е всушност битно за нас? Дали нас треба да не определи ставот на Бугарија, односно толку да се грижим или да не тангира? Па не тангира затоа што не блокира на приемот во Европска унија. Така што ама не блокирано идентитетско прашање. Апсолутно не идентитетско. Него ние го издигнавме на ниво на идентитетско прашање. Апсолутно, но односно веќе не блокира, меѓутоа ветото беше од, да кажеме, пак за историско идентитетски прашања. Но битен аспект е да разбереме дека нашите соседи, дури и ривали, дури и во се наоѓаме не сме непријатели, ние сме сојузници во НАТО, да речеме, заедно би гинале едни за други ако утре има војна. Да. Меѓутоа, треба да ги разбереме нив како комплексни општества, кои што имаат многу наративи, кои што имаат многу преклопени идентитетски маркери, многу преклопени цели, желби, интереси и така натаму. Така што имаме, од една страна имаме секојаш околу 5 до 10% од бугарите гласаат за екстремни националисти. Ги имаме возраждение кое што како се вика, имаат изборно ветување за анексија на Македонија. Така, значи имаме и такви лудаци. Секогаш има радикали и екстремисти. Меѓутоа имаме од друга страна и во односно историската наука имаме радикали. Меѓутоа имаме и голем број на историчари што ја преиспитуваат бугарската историографија, какви што кај нас немаме се уште, например. Например, има феноменална книга од Чавдар Маринов за македонско-бугарскиот спор. Го анализира од 20-30 години преку 45-та, Информбюро 48-ма, 50 години кога настанува пресвртот, значи Бугарија го признава македонското малцинство до 50 години и после Информбюрото. И од политички причини и го анализира и македонскиот и како се менуваат ставовите. Книгата е напишана на француски, преведена на македонски, не е преведена на бугарски. Но кај нас, например, не има такви дискусии, да видиме зошто спорот од кај, како ние гледаме, од кога излегла идејата за Александар Македонски, например. Кај нас ја нема, ние си подразбираме, тоа е наше секојаш. Меѓутоа има историчари, баш во една друга книга на Маринов, објаснува, англичанец дошол во Македонија, ги прашува, кажи ми за големи јунаци, овие кажуваат крале Марко. И после кажа приказна за Александар. Кој ти го кажа ова за крале Марко? Дедо ми. Кој ти го кажа приказнава за Александар? Даскалос. Грчкиот Даскал. Така што и тие наративи влегуваат. Колку е прашање на усно предание, така колку е прашање на пропаганда во одреден историски период. Значи колку е сеќавањето на една генерација 20 века подосна реално за Александар или колку не е тоа реално, така? Ние ни од сега немаме, од пред 20 години ние немаме разбирање за тоа што се случило. Нек ни беше годишнина од конфликтот од 2001-та, 25 години. Ние се уште не разбираме што се случи таму. Кои се жртвите, кај се, зашто толку жртви се дадоа. Ние и сегашноста не сакаме да ја перцепираме. Ние ја перцепираме, не па за Александар Македонски и Аминта трети. Да, интересно е за Александар, зашто сега го воведуваме пак во Муабетов односот кон Грција и ако од една страна се гради де факто еден бугарски антагонизам или се провлекува тој и намерно бугарски антагонизам, и антагонизмот кон Грција не отсуствува, односно не отсуствуваше периодот од овие 30 на години.
Да, всушност Александар влегува во нарацијата не само на Македонија, туку и во Грција со откривањето на гробниците, на кралските гробници во Вергина 77-78 година. И практично тогаш не само научната јавност, туку пред се научната јавност, меѓутоа и севкупната јавност станува свесна за степенот на културата на македонското кралско семејство, кој до тогаш и за науката не била докрај јасна од историските извори, и всушност и тој период и самата грчка наука почнува нели интензивно затоа што до тогаш и практично не се работело многу во северниот дел, тоа е најнеистражениот археолошки дел. Така што точно да, одредени теми влегуваат многу подоцна, а ние мислиме дека тоа тука директно 2500 години зборуваме само за таа тема. Има односно Преспанскиот договор, сега ќе вметнеме малку политичка тема, меѓутоа фактот дека и Преспанскиот договор и договорот со Бугарија се политички договори, меѓутоа фактот дека вклучуваат во себе историски теми на некој начин. И тоа секогаш, за жал, во нашата јавност никогаш не беше на вистински начин објаснето зошто е тоа така, а секогаш беше дека за нас има некакви си посебни услови и дека ние посебен третман имаме и е сведено сето тоа дека ние многу жртвуваме. И луѓето го чувствуваат реално како жртва, иако мислам дека ако на вистински начин биле објаснети работите, што е реалноста и како ние треба да се приклучиме во тој свет, да кажеме, на веќе распределена географска регионот Македонија, и дека вие политички за да влетате буквално во тој свет, бидејќи сепак сте биле до 91 година од политичка формација во која сте имале некаква автономија, ама се немале независност, и тоа македонско прашање било вкалкулирано, предпоставувам, во тој југословенски идентитет. И не можете вие да се појавите на светската сцена и да викате да, сега ние дојдовме, ова се е наше, на веќе формирани држави 100 години пред нас. Тој член 7, фамозен член 7, велам, каде што е тој идентитетското прашање поставено, ако го дефинираме такво идентитетско или културолошко прашање, е многу интересен. И тоа е, ние го гледаме од нашиот аспект, дека ние конечно направивме поделба, ние овдека сме Словени, тие таму се антички македонци, значи ги поделивме македонците, нели, нашинците, што би рекле. Меѓутоа, јас мислам дека е многу посложена и подлабока работата, затоа што е тоа од друга страна, ако го гледаме од грчка страна, ти многу убаво го спомена дека треба и бугарската страна да се гледа. Бугарското општество си има своји наративи, исто и грчкото општество си има своји наративи. Ако ја гледаме другата страна, Грција од друга страна пак за прв пат дефинираше дека има македонци, без разлика што нели вели дека од македонците во Северна Македонија се со словенска култура и така натаму традиција, овие се нели директно ја најдовме врската до античка Македонија, историски е реално центарот во Грција, меѓутоа дали всушност на тој начин ние добивме на некој начин не дозвола, туку и привилегија да влеземе да носиме име на држава, што ние на почетокот веќе рековме дека не мора ние да ставиме етикета македонско за да знаеме дека е тоа македонски идентитет. Значи ние зборуваме за идентитетот наназад, не секогаш што е бил наречен македонски, па ние да го идентификуваме, меѓутоа сепак влегувате историски и со параф, значи и политички во кругот на една култура, на една цивилизација која не се да кажам дека е добро, убаво, гордо да се носи тоа име, меѓутоа сепак влегувате во една приказна која веќе на еден начин била дефинирана. Добивате дозвола да влезете во една приказна која била веќе дефинирана. Повторно многу прашања. Значи првин треба да разбереме, за жал немаме за жал нашата историска наука е обседната со далечно историските прашања, за кои имаме многу малку податоци, од типот на Цар Самуил, за кои Цар Самуил немаме скоро ништо. Ниту еден материјален остаток немаме негов печат, не знаеме како ракопис. Има средновековни археолошки остатоци, има, ама повеќе се подпираме на историските извори кои се. Но за него лично, за неговото владење, немаме декрети негови, немаме да речеме од англиските кралеви, се знае од 12 век, од 9 век имаме цели записи. Овде нема никакви архиви нема од тоа време, да речеме. За Александар да не зборувам. Но за поновата историја, од 45-та година, прашањето со Грција, нивниот аспект околу македонизмот не е ново. Например, ако направиме феноменална книга од Алексис Хераклидес, мислам, се викаше, грчки
за македонското прашање, каде што пишува дека на почетокот кога Грција се ослободува 1829 година, првите грчки историчари го сметале Александар Македонски и Македонија за варвари. Значи, комплетно ги отфрлат. Они се фокусирани на Јонија, каде што живеат всушност грото од грчкото население, од Карши во денешна Турција. Малазија, бреговите на Малазија. Како се отвара македонското прашање, значи источното прашање, они како бугарите почнуваат да се вртат, другите се вртат кон оваа територија, они кажат, и они тогаш го будат тој наратив, сега ние сме антички македонци и ово. Дури да гледаме денеска, повеќето жители на Централна Македонија, ние викаат, нели, и Тракија, повеќето се бегалци од Јонија и од Понт. Мнозинството се пондици, кои што се православни грци од Малазија, каде што всушност мнозинството на грчкото население живеело. После катастрофата, мегали катастрофи, оние викаат. Со векови живееле поголемиот дел од... Со милениуми. Со милениуми, така е. Меѓутоа, они во 23 година се протерани овде, доаѓаат тука, прават размена на територии со Бугарија, и сега тие овие луѓе денеска во Солун што протестираа против Македонија се деца на бегалци исто така, и кои што викаат чека овие ни ја зеда, сега овие ќе ни го земат. Значи треба и нивната страна да разбереме дека љутината не мора да ја оправдаме, меѓутоа таа љутина и нивниот страв, ако го разбереме, ќе знаеме како да реагираме. Во однос на договорите исто така треба повторно да размислуваме и да ги преиспитаме тие договори од историска перспектива, бидејќи се дел од историска перспектива. И треба отворено да си признаеме, тоа се асиметрични договори, кои што 60-40 да речем, или 51-49% се во прилог на Грција и во прилог на Бугарија. Тие не се еднакви, да речеме, бидејќи они имаат поголема моќ. Меѓутоа, кога имаш слобода, значи дека се навигираш, значи се движиш низ свет во кој што луѓето имаат различна моќ. Не можеш секогаш твојата вистина, твојата правда. Се адаптираш и се прилагодуваш на ситуацијата. Во однос на Европска унија, ние не сме единствените што се бара ваков предуслов за неправеден, да речеме. Ирска морала да го смени уставот, да се откаже од Северна Ирска, од идејата за обединување на Ирска, за да влезе во Европска унија. Така што имаме редица на други сличен како со нас. Хрватска и Словенија исто така, за Хрватска да влезе, Хрватска се откажа од не знам таму. Да, дел од територија. Дел од територија практично, од брегот, од море, од поморските делови на друг. Така што не сме единствени, значи ние ќе влегуваме како слободна нација, ќе влегуваме, ќе имаме и кризи, во некои кризи ќе загуваме како победници, во некои ќе мора да направиме компромиси. Тоа е условот на слободата и во секојдневен живот немаме 10.000 евра плата, така правиме компромиси. Со нашата плата малку нешто ќе скратиме овде, ќе префрлиме ваму. Така и во однос на тие аспекти треба да разбереме дека окей, и да се го прифатиме. Тоа е обврска што ние како нација сме ја презеле. Двата договори треба да ги правиме, треба тука да се однесуваме. Но повторно да се вратиме на митовите, мислам уште еден аспект кој што треба да го разговараме. Националниот мит е многу битен за разбирањето. Меѓутоа, што е таа мит? Нели, историски, ако гледам, филозофски, Платон го воведува, зборува за два аспекта, митос и логос. Значи, кај него има многу јасно, кога ги читаме делата. Сократ е ликот преку кој он зборува, логички ги разговара работите. Што е правда, што е вистина, што е држава, што е... И он ги разграничува. Едниот е логичкиот аспект и другиот е митскиот. И после во митот зборува за Атлантида, за фантастични приказни кои што се илустрација. Така што треба да разграничиме логосот од, да речем, историската наука, аспектот, кој бил Гоце Делчев, кај бил роден, што напишал, што рекол овде, и митскиот аспект, кој што треба да го артикулираме, но преку друг медиум, преку книжевност. Не преку официјална... Не преку историјата, да не пишуваме во историјата митови. Оти тука треба да зборуваме и за вампири, самовили и други митски суштества кои што се дел од митологијата, така. Затоа треба да си, а кај нас нема книжевноста, да речеме, многу малку се занимава со овие историски аспекти. Така што
книжевноста многу малку се занимава всушност со самиот наратив за самите себе си, така дали може да кажем. Имаме современи наративи, сега имаме современи книжевници, има доста млада генерација кои што навистина креират, но се занимаваат со ние денес, што е супер, но потребно е и гледање наназад, преку историска фикција, да речеме. Дали тоа ќе помогне за идентитетската самооценење, да кажем, или самоопределување? Затоа што се даваат различни аспекти на минатото и се дава, од ние кои гледаме историска наука, многу малку можеме да знаеме. Но ако гледаме историската фикција, да речеме блескав пример на историска фикција за мене е Библијата, така? Библијата сега, за верниците тоа е книга објавена од Господ, така. Меѓутоа, реално тоа е околу... За верниците тоа е вистина. Тоа е вистината, меѓутоа тоа не е историја. Ние имаме работи за пишани во времето кога немало писменост. Пишани со околу 5-6 век пред наша ера. Пишуваат за цар Давид кој што дали воопшто е бил жив или не бил, така. Да, добро, Библијата е секогаш и предмет на преиспитување од научен аспект. Но битен е оној аспект. Дали е вистина или не, ама тоа не ја намалува тежината на Библијата денес, така релевантно е дали е вистина или не за верниците. Точно, значи битен е тој митски аспект, битен е интеракцијата. Ние кога зборуваме Мојсей го раздел морето, ние не зборуваме дали атомите на морето што правеле, тоа би било абсурдно прашање. Битно е која е пораката која што кажува овој аспект. Затоа и за нас, да речеме, цар Самуил со браќата, нели, што е битно? Битно е дека имаме опортунист, авторитарен лидер, кој што си ги убива двајцата браќа за да дојде на власт, ги убива роднините на царот и потоа добива одмазда која што не се удира врз него, туку врз народот. На крај народот страда. Таа е таа приказна која што ние треба да ја разговараме. На кој начин не заслепува, и затоа имаме слепите војници. Така, жетта на власт на еден опортунист лидер, авторитарен лидер, го заслепува целиот народ. Тоа е идентитетот, тоа се митовите за кои што треба да зборуваме и да ги преиспитаме креативно, а не блескаво се он бил славен, освоил таму и после доживел неправда. Не на површно ниво, туку малку подлабински кога го спомна Самуил, интересен е еден аспект и тука сакам уште малку за ова да се задржиме, а тоа е често пати ние нели од една страна инсистираме на македонски идентитет, а од друга страна велиме дека нашиот идентитет и нашиот јазик е словенски. Дали затоа што сепак и словенството е историска категорија, така тоа е нели како науката доживува еден период кој делумно е нели на историски податоци за миграции, за преселби, ако миграции и преселби секогаш постоеле нели од кога постои светов до ден денес. Дали всушност инсистирањето дека македонците се словени етнички, дека јазикот е словенски, на некој начин, затоа што знаете, словенски се, ако одиме според таа логика, рече се цела Источна Европа, па никој за себе си не вели дека има словенски идентитет или него тој историски податок или тој факт не го сведува на ниво на етнички или национален идентитет, меѓутоа кај нас тоа е присутно. Ако нешто е присутно и во нашата историографија, тоа е инсистирањето на словенството и на јасно разграничување со она што е, да кажеме, нели велиме античка, бираме се, или ќе бидеме антички македонци или словени. Дали треба, тука сме историски доследни, да кажеме, ако за некои други работи не сме историски доследни. Дали тоа всушност на некој начин го деетнизира македонскиот идентитет, како да се изразам. Зошто имаме потреба или зошто имаат потреба, тука ќе го воведам во муабетот и ќе ги воведам и албанците, нашите сограѓани албанци, и мислам дека кога често пати се обраќаат кон на словенското население, на начин кој мислам дека може да биде и навредлив за нас. Дали ние се идентификуваме, дали може да се идентификуваме прво како словени, дали може да се идентификуваме со некоја поголема групација на луѓе кои не знаеме, не им го знаеме точно етничкиот идентитет на словените од пред 10 века, а сепак прифаќаме дека нашиот идентитет е словенски или македонскиот јазик словенски. Дали има потреба за таква генерализација, да кажем? Да, или за таква дистинкција. Треба да се навратиме назад и на тоа да се прашаме што е тоа словенски. Така. И тука повторно има во 19 век се појавуваат тези за некаков ген, па за некакви ариевци, па за некои индоевропски, па така натаму. Се појавува
панславизмот, кој што е руски империјален проект, чија што цел е да ги пороби останатите луѓе, Словени, нели? Ми тоа прашањето што се словените. Например, денес еден од најрелевантните гласови во историската наука за словените е Флорин Курта, кој што е романец инаку, историчар, кој што е најавторитарен во однос на историјата на словените. И он, неговата книга The Making of the Slavs, неговата теза е дека словените не се, значи можда постоел некој етнос во позадина, него пред се словените се јазик, јазична формација помеѓу Балтикот и балтичките јазици и индоиранските, она што е денеска Украина и Белорусија. Тука имаме голем број на народи, во еден релативно краток период се отвара комуникација и се формира јазик при допирот на овие два јазика и всушност самото име Словени значи нешто го имат словото, што зборат. Оние што се другите се немци, неми, оние што не знаат да зборат, односно словен значи оне што што го разбирам. Тој што го разбира јазикот. Тој што го разбирам, тој за мене е словен. Не е крвна Па слично нешто како во античкиот период каде што варварините што не го разбираат. Варварините што не го збори јазикот, така. Нивниот јазик, така е. И она што е работа што тука се формира како лингва франка словенскиот. Например, аварската империја го има словенскиот јазик како официјален јазик, иако аварите се сосема друг народ. На Балканот исто, значи имаме некаква инвазија, доаѓаат некои словени, меѓутоа ако се прават, ако се вратиме на крвта, етногенетски ДНК, скоро неразлични сме од албанците и од значи они имаат не знам, и албанците и грците имаат до 40% словенска крв. Кај нас има малку повеќе кај машките гени има. Но женското потекло на нашите баби, прабаби е комплетно балканско. Заедничко со албанските, со грчките и така натаму. Така што словенството е јазик. Ко неодавна бев во Чешка, се разбирам. Сега, комплициран е тој јазик. Да. Основни работи, здраво, добар ден, броевите се исти. Така што словенскиот аспект е сега. Повторно го има тука и империализмот, рековме панславизмот на рускиот панславизам. Во Југославија имаше одреден словенски аспект, така што и тука се изгради таа солидарност помеѓу словенските народи. И мислам дека тој идентитет е нормален, што го имаме, но не смееме да го врзуваме за ген. Треба да го врземе повеќе за јазик, како што се разбираме денес на англиски со луѓево, ако се преселиме во Чешка за месец дена ќе го научиме јазикот, барем да го разбираме така. Но тоа е чисто на ниво на комуникација. На ниво на комуникација, да. Не на ниво на етничка сродност. Не на етничка сродност. Многу малку имаме етничка сродност со останатите, посебно тие нагоре народите, како што се русите и пољаците. Значи сепак е политичка, да кажеме, политичко именување на нешто што не би требало. Значи, од една и е малку апсурдно според мене, малку е контрадикторно инсистирањето на истовремено и на македонство и на словенство истовремено инсистирањето, односно словенство треба да подразбираме заеднички јазик. Исто како што може да зборуваме лингвистите кога кажат постои балкански јазик се нарекува. Сите балкански јазици, значи и македонски, и влашки, и албански, и грчки имаат и турскиот на Балканот имаат идентична синтаксичка структура. Кој што да речеме влашкиот јазик и романскиот се идентични, меѓутоа граматиката е комплетно извртена. Кај нив е според латинскиот, кај власите е како македонски. Значи збор по збор кој ќе ги преведеме се преведуваат на сите јазици. Така што и тој аспект ние треба да го, значи не треба да исклучуваме, треба да ги вклучуваме тие аспекти. Кога сме ки вклучувањето, зборуваме доста време за македонскиот идентитет, меѓутоа сепак ние имаме еден национален идентитет кој не ги вклучува само македонскиот етнос. Кај нас нормално вклучува повеќе народи, повеќе етноси, власите ги спомнавме, србите ги спомнавме, сепак третиот голем антагонизам е антиалбанството кај нас, за жал. Иако од една страна треба да сме свесни дека кога ќе кажеме нацијата, македонска нација, нација на Северна Македонија, како и да ја дефинирате или да ја именувате, вклучува во себе и други етнички идентитети. Дали сме спремни да ги вклучиме другите етнички идентитети или не? Ова е коренот на првата тема за која што зборувавме за тоа кои сме ние
И кога ќе се прашаме ние македонците дали сме етно нација или политичка нација, тука го добиваме одговорот на на оваа дилема. Ако ние почнеме да, како што почнавме од 80-ти години да градиме етно нација, пурнак на српската нација, ексклузивна нација, тогаш ние ќе имаме проблем со другите, како што србите имаа проблем. И со луѓето што зборат српски јазик, но се од исламска вероисповест, но и со албанците секако. Така што тоаш и ние би го имале тој проблем. Меѓутоа, ако се вратиме назад на изворното разбирање на македонството, тогаш нема да го имаме проблемот. Бидејќи, рековме, во уставот на ВМОР, секој македонец без разлика на нација, на народност, вера и така натаму. Така што, кога зборуваме за, па дури еве да разгледаме химната наша која е. Така, првата химна со која се отвара асномското, нели, асном, е Зора на слободата. Колку космополитска е таа химна. Изгради Зора на слободата, значи зборува за нешто ново, младо, кој што изгрева во овој момент. Значи тоа е прогресивно гледање, свртеност кон иднината, не кон минатото. Да споредиме, да речеме, со грчката химна каде што има коските на предците, свртена е назад. Српската свртена е кон родот, кралот, српскиот род, затворена. Така. Бугарската повеќе врзана со земјата, значи сите прават граници. И албанската исто така е врзана околу знамето, врзана е со инсигни, со символи, со така. Зора на слободата е свртена кон иднината. Кој е субјектот на таа слобода која што градиме? Изгради за сите робови по светот. Значи тоа е апсолутно космополитска, не е за македонците, така, за сите. Значи сите тирани каде што има тиранија, каде што има неправда, се наши непријатели, а не овие или оние, така. Дури другата химна која ќе после се менува, нели, од Владо Малевски химната, денес пак над Македонија се раѓа. Так. Повторно е ново сонце. И сега има македонците се борат. И тука имаше дебата, нели? А албанците, нели, дали они се борат? Или власите, или така натаму. Меѓутоа кога ги набројува, нели, кои се тие македонци, вика Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули Сандански. Така, Питу Гули е Влав. Песната нели македонците едни од Влав се борат. Да, така е. Така што кога зборува се подразбира. И зашто се борат? Да се подразбира. Се бора за правдини. И сега кога некни беше имаше твој текст за употребата на јазикот. Ако ќе кажеме македонците во химната, почнеме од химната. Ние не викаме за свој, ако зборуваме за правдината за јазикот. Ние не зборуваме Гоце Делчев, Даме Груев и Сандански, туку и Питу Гули. Така. Тука би спагел и Арсим, и Изад. Така, би спагел сите. Така, тоа е идејата на политичката нација, да спагаат сите и сите да може да се идентификуваат со тоа. Така. Точно. И македонците што се борат за своите правдини, да имаат свој јазик, значи дека 30% од тие луѓе зборуваат друг јазик, кој што е наш јазик, така, тоа се нашите луѓе кои што треба да се... Значи, она што е проблематично е, мислам дека не треба да се гледаме себе си како заедница на племиња. Така, ние сме македонско племе, па албанско, па турско. Ние сме една нација, да речеме, кој што секој си има собствени... Ние правно-политички имаме основата за тоа. Нели, нашиот устав е граѓански, ние имаме таа идентификација прво како граѓани, па после нели со права етнички и религиозности како да се идентификувате. Но дали ја користиме? Дали ја користиме или сме исклучиви? Дали можеби ние како македонци со нашите прашања вечно преиспитување, иако ти кажа дека во основа преиспитувањето е добро и практично само еден жив народ се преиспитува. Тама работа нели да имаме една слика, меѓутоа веќе не е преиспитување, ова е повеќе сомнеш во тоа кои сме отколку преиспитување нели каков наратив ќе изградиме за себе или каква историја. Дали практично нашето вечно преиспитување и вечниот сомнеш го оптеретува или го невозможува овој друг национален наратив или овозможува идентификацијата на другите, ако велиш нели не треба ние етнички секогаш да се делиме, ја невозможува нивната идентификација со еден заеднички наратив, затоа што ние секогаш внимаваме кој ќе биде македонскиот удел во наративот, ама не внимаваме кои ќе бидат другите етнички удели. Значи, затоа дали може тој заеднички наратив да го изградиме, затоа ми беа преска прашањата, дали треба да не биде нашиот наратив базиран само на факти, па историјата да ја гледаме како еден континуитет,
во кој ние тој наратив што ти го кажуваш, нели, митски наратив, ќе избереме или ќе направиме некоја приказна, ќе извадиме различни работи од минатото во кои ќе можеме од една страна да се идентификуваме на некој начин, меѓутоа од друга страна па тоа да не го пределува нашиот живот и да не оптеретува сегашноста и днината. Дали може некоја таква форма да најдеме формула и дали ние самите си ја саботираме шансата за тоа? Ние самите, кој ќе кажам, мислам ние македонците. Да, ама повторно за, како што велат, за танго се потребни двајца. Не би ја исклучил таа... Генерално не сакам да зборувам за опресори и опресирани, за позитивни и негативни, добри и лоши, така. Ние заедно сме овде, така. Значи, албанците не се други. Не се други, не се други. И они се значи, исто. граѓаните на Албанија се други, да речеме. Тие се тие за кои што ние можеме да дебатираме, да правиме разграничување. И тоа се тоа е како да збориме скопјаните или битолчаните. Така е. И сега дали треба скопјаните... Самата дискусија е проблематична. Ние се наметнуваме како некој што треба да ги определи работите какви беа. Значи ние скопјаните сме повеќе по број, да речеме, и сега битолчаните се нервираат зашто нема доволно вклученост на, да речеме, битолскиот дијалект во, да речеме. Така, исто така треба да гледаме и оваа перспектива. Албанците треба да учествуваат и треба да учествуваме во заеднички дискусии како една заедница, а не како две заедници. Тоа е проблемот на мултикултурализмот кој што формира повеќе заедници со зидови, како во време турско што било, па имат зидови, па се гледаме преку зид, па и за... Не, треба да ги струшиме зидовите и да отвориме тука. И тука значи голем број на компромиси. Меѓутоа компромиси, употребата на албанскиот јазик, каква врска, како ме тангира мене. Така? Така. Значи тоа дали некој има во повеќе институции да влезе, на никој начин не ми ги одзема моите права. Така. Одземање права ако некој забрани нешто, така. Ако ние забраниме употреба на јазик, тогаш веќе имаме проблем. Така. Да, добро, правата се дефинирани во Уставот. Всушност и ние нема што да кажуваме какви се правата или не, или да дискутираме како македонци. Јас сваќам твојата поинта, ние всушност и не треба да се поставуваме во ситуација да дискутираме за нешто што се подразбира дека треба да... Тоа би значило дека практично тоа е процес. Процес на создавање на наратив кој не може вака да се создаде или преку ноќ или не може да се создаде со некаква волја политичка или било каква. Туку всушност нашиот живот и нашето функционирање како држава само по себе ќе го изгради наративот. Нашата учество, нашата живост, бидејќи тоа е разликата помеѓу републиката и останатите редови. Републиката е онолку република, онолку демократска, онолку слободна, колку што има слободни граѓани што се образовани, кои што се учествуваат во дискусијата. Тоа е еден вид на... Тоа не е некоја структура која што постои и сега ние ќе влегуваме и излегуваме од неа. Значи, колку ние повеќе учествуваме во тие дебати и ги преиспитуваме и градиме нови наративи, толку повеќе таа е жива. Колку ги замртвуваме, ќе кажеме вака е речено, секојаш така ќе биде, толку повеќе ги затвараме дискусиите. Сакам со уште две теми да, мислам, можеби ќе го превршуваме разговорот, меѓутоа мислам дека се битни. Прво кратко темата за, ја спомнав малку преска, за нашинците. И тоа што би се подразбирало македонците кои живеат во другите држави, во Бугарија, во Грција, во Албанија. И нивна, според мене, баш онака брутална инструментализација на конкретни луѓе кои практично тоа се прво државјани на други држави, а второ ние и правно сме ограничени, бидејќи едно од промените на уставот беше конкретно тоа. Луѓето, например, многу малку знаат дека Преспанскиот договор, а претходно времената спогодба тангира неколку битни работи, не е само името, една од точките е тоа, не мешањето наше во внатрешните работи на другите држави, бидејќи тоа е практично, нели, оној период на формирање на нова држава. Меѓутоа не се на страна од тоа. Дали всушност тоа намерно практично провоцирање, намерно политичко провоцирање, на некој начин, барем кога станува збор за Грција, го комплицира луѓето на кои живеат таму, кои се декларираат себе си како македонци, без разлика, тоа се сепак национални држави кои не препознаваат други етноси освен Грција, освен бугари. Како и да се самоидентификуваат, дали практично тоа наше монополизирање или наметнување, бидејќи ние реално тие луѓе што се родени, без разлика дали во Бугарија, дали во Грција, никогаш и не го перцепирале Скопје како некаков центар.
и никогаш и не бил центар историски Скопје за нив, а најмалку држава која после 91 постои. Значи, зошто имаме потреба преку таква инструментализација и таква провокација практично да ги злоупотребуваме токму тие луѓе кои може да бидат македонци, а без да имаат помошта или поддршката од нас, односно без да го имаат мешањето со нас. Со други зборови, зошто се мешаме во нивните животи, зошто ги искористуваме за наши наративи, а од друга страна се грижиме за нашинците повеќе, а велиме дека некој треба да ни го заштити нашиот идентитет. Една голема дискрепанца. Да, знам. Значи, тогаш да се грижиме дај за нашиот идентитет овдека. Зошто ни се побитни македонците во другите држави отколку македонците тука, еве така да го формулирам. Да. Не нас, се разбира, ова е хипотетичко едно генерализирано прашање. Повторно го поставуваме прашањето на, ако го разбереме изворно, македонизмот како космополитски, нели како Гоце Делчев што вика поле за културен надпревар меѓу народите, тоаш ние треба да се идентификуваме со неправдата сегде, но не да ја монополизираме. И ако се така ние би можели да влијаеме, да речеме, на тој начин нациите влијаат на надвор. Како што, не знам, Србија влијаете со, за жал, шунт музика, но има нешто кое што Турција со турските серии, така. Значи има некои аспекти кои што се влијаат. Има некои инструменти, да кажеме, кои влијаат. Влијанието треба да го разбереме во таа смисла. Ако ние изградиме општество кое што ќе биде топ, во кое што ќе биде убаво да се живее, во кое што ќе биде гордост да бидеш дел од тоа општество, да имаш перспектива за иднина, да имаш убава работа, да имаш научен труд, објавување, поезија, така да биде богат културен живот, луѓето ќе сакаат да бидат дел од тоа општество. Значи, оној што присилно форсира, па и вика нас, не знам, од Бугарија доаѓаат некои со, ќе прават некакви однадвор влијанија за бугарштина и така натаму, тоа е веќе пропаганда. Мислам дека тој аспект не смееме да го имаме. Меѓутоа ние истражување на ората во Егејска Македонија. Меѓутоа, дај да го направиме тоа заедно со грчки. Тоа апсолутно не е никаков... Тоа и се подразбира дека треба. Тоа треба да се отвориме. Значи, постои диалектите. Дај да ги истражиме заедно и со грчки. Да, ама ние сме внатрешно затворени. Како нашата научна заедница е законски било како многу затворено и изолирано општество. Значи, да започнеме за Пиринска Македонија, ама заедно со Институтот за фолклор, да речеме, во Пиринска Македонија. Дај да видиме кај се поклопуваат, од кај доаѓа, што... Значи има форма за грижа, има форма за грижа, за заедничка грижа. За заедничка грижа со цел. Мислам, целта да биде грижа, а не средство, а не грижата да биде средство. Значи како еден вид на заедничка балканска историја, да речем. Да речеме, еве, многу малку им знаеме, например, за... Ке зборуваме за надвор. А внатре, колку знаеме албански песни, да речем. Или влашки песни, или Зошто има програма за заедниците? Зошто нема изучување, да речеме, во училишта на фолклорот, да речеме, албанскиот од Македонија, како дел од цела еднава целина, така. Така што ни фалат такви по-космополитски аспекти. Ако започнеме космополитски, мислам дека помалку проблеми ќе имаме и ќе се гледаме себе си како дел од една поголема, нели, целина. Така. На крајот сакам само да нафрлам едно прашање кое е многу длабоко, многу сигурно нема да стигнеме во неколку минути, меѓутоа чисто за да завршиме емисијата, значи ја споменавме религијата и религиозноста, меѓутоа религиозноста не мора секогаш да оди рака под рака со институцијата. Сведоци сме, не само локално кај нас, него и регионално, дека црквата како инструмент има многу голема улога, односно превзема на себе политичка улога, да влија или да владее пурнекот на византиската или сакрална и световна власт. Кај нас тоа е Македонската православна црква, Охридска архиепископија, официјалното нејзино име, која не ја крие таа намера, ниту пак ја кријат политички и партиски структури дека сакаат рака под рака и ја користат. Тоа не е само ексклузивно христијанството, тоа е и во исламот или во исламската верска заедница, меѓутоа конкретно сега за црквата, бидејќи има многу сличности каде што влијанијата кои доаѓаат од надвор, значи разузнавачки, политички, кои се надвор сосема од религијата, реално влијаат на случувањата во регионот, влијаат на политичките случувања во Црна Гора, нормално влијаат во Србија. Колку црквата кај нас од една страна е идентитетска одредница,
Значи, сепак има некоја светост за македонците и македонскиот идентитет и колку е опасно тоа нејзино инструментализирање во политичко влијание, кое може буквално да ја определи сегашноста и иднината на државата, односно да влие до тој степен што да определи и нашата европска ориентација, затоа што сепак нели ние дефиниравме на почеток европската ориентација не е само членство во Европската унија, туку тоа е културолошка цивилизацијска припадност. Значи, колку е според тебе опасно, значи во смисла колку го десакрализира на пример на некој начин улогата што де факто ја има црквата, несомнено во формирањето на македонскиот идентитет. Знам дека е темата сложена, тешка и дека сигурно друга емисија ќе треба. Ај пак да се вратиме на двете химни македонски, така и Зора на слободата и Денес над Македонија се раѓа. Двете се секуларни. Нема Бог. Во српската химна го има Бог. Во грчката го има Бог, во албанската го има Бог. Така, овде го нема Бог во македонската химна. Религијата е лична работа и тоа е изворно, значи во Крушевскиот манифест сега колку е автентичен, колку не, но тоа е изграден врз основа на... Сакаш да кажеш дека македонскиот идентитет на 19-тиот и 20-тиот век е веќе секуларен? Па таа политичка борба е, бидејќи разбрале, да речеме, Македонија во 19 век е пола муслиманска, има голем број на бегалци од горе од империјата, има огром, дури во еден период можеби мнозинство муслиманска, така што доколку би се форсирал православниот аспект би имало одредена подела. Башка траумата од црковните пропаганди. Веројатно создала сето тоа. И сега, оној аспект по устав државата е нели секуларна. Да. И верските лица, верниците велат, па зошто секуларно, што значи секуларност? Мито историски секуларноста, да речеме, а не само што ја штити државата од црквено влијание, ја штити црквата. Американската секуларност произлегува од баптистите кои што бегаат од прогон од Европа и викаат не, државата не треба да ни се меша во нашите работи. Тоа е поентата на секуларноста. Значи, секуларната држава ги заштитува и државата од верски одлуки и верските заедници. Оти после ако ја наметнеме, нели, како што имавме проблемот со претходно со српската црква, поделбите така натаму, па сега државата ќе каже која е вистинската православна црква. Тоа значи дека државата треба да одреди дали Светото Тројство е католичката или така. Тоа е на граница на Тоа е на граница на теолошки одлуки, така што тука е на граница на затоа црквата треба да се пред се самите црковни лица треба да се заштитат себе си, бидејќи тука расипана личност во општеството за народот е политичарот. Ако црковното лице е политичар, тој се перцепира како расипан. И затоа политичарите треба да се држат од црквата и црковните лица да се држат од црквата. Значи, постојат одредени празници на кои што ќе застанеме едно друго. И тоа неопходна е таа дистанца, бидејќи не сите македонци се православни, така имаме протестанти, имаме атеисти, така. А сега ти отвори друга тема, што е така интересна. А тоа дали е македонскиот идентитет може само да го дефинираме како православен? Апсолутно не. Апсолутно не. Ова е проблемот на етнонационализмот граден по туги идентитети. Српскиот национализам себе си се дефинира како православ и во нивната химна го има тоа. Кај македонскиот не, и ние треба да се држиме дистанца од тоа. Бидејќи верата е лична работа. Колективна можеби на некое село, на некој регион и така натаму, меѓутоа не се одредуваат државните политики врз основа на верските и да немаме верски идентитети. Така, проблемот, да речеме, и не е само кај православните. Да речеме, кај муслиманите го има идентификација, дали со Ердоган, со Турција, дали со Саудиска Арабија или Иран сега. Така е, муслиманството отвара други влијанија преку така, ако преку православието влегуваат едни влијанија, преку а ги имаме несомнено сосема други влијанија. Имаме црква на Николај II посветена. Мислам 2-3 црквички има. Кој е Николај II? Така, рускиот цар кој што председава со поделбата на Македонија. Зошто ние би го уважувале тој човек? Така што треба да се држиме и во црквата постојат империјални политики, ја гледаме
детали да споменуваме, меѓутоа гледаме во руско-украинската војна гледаме злоупотреба на црквата за шпионажа, за директно војна пропаганда. Во српската црква има слични во текот на војните цело време свештениците благословуваат така. Тоа што треба да се држиме на страна, верскиот живот е активен, имаме луѓе што се верници, треба да има простор и во војска и во полиција, но да е дистанциран од одлучувачките улоги. Од формалното управување во државата, кој устав е секуларна. Значи треба да се држиме до суштината, секој да се движи во своите рамки, така ќе биде полесно и за заштита на идентитетот, бидејќи се наметна како тема, што мислам дека е актуелна и интересна за сите, а од друга страна и за одржување на тие слободи кои сепак во право си се индивидуални човекови права. Мене ми беше задоволство да ми бидеш соговорник, се надевам дека бевме интересни за гледачите, а следниот пат претпоставувам дека ќе донесеш уште поинтересен гостин и дека ќе отворите теми кои само ги начнавме, а докрај не ги отворивме. Ти благодарам, Јордан, на муабетот. Благодарам на поканата, благодарам на гостопримството од студиото. Се надам дека ќе имаме повеќе простор да отвараме по важни теми отколку дневно политичките, нели? Така е. Благодарам. Поздрав до гледачите.